Почитувани представници на медиумите, Социјалдемократскиот сојуз и владиното мнозинство, преку вчера донесениот закон за стратешки инвестиции, сакаат во изборен период од страна на политички орган, составен од политичари, со класични политички одлуки, да даваат бенефиции на веќе очигледно договорени сделки, без никакви цврсти критериуми, а очигледно со однапред познати фирми и компании. Како што беше праксата за многу закони досега, Социјалдемократскиот сојуз овој закон за стратешки инвестиции го предложи по скратена постапка со европско знаменце, а при тоа во содржината на законот направија груб фалсификат, повикувајќи се на регулатива на Европската унија број 347 кроз 2013, која што воопшто не тангира повеќе од 90% од содржината на овој закон. Оваа регулатива се однесува на усогласување кое што се однесува за трансевропски енергетски инфраструктури. Но овој закон се однесува најмалку за уште 10 други области. Исто така, преку фалсификатот на усогласување со регулативата, владата на Социјалдемократскиот сојуз, како што ви реков, додава други 12 области, кои воопшто не се предмет на наведената регулатива, со што се прави поширока дефиниција за што навистина може да се дефинира како стратешка инвестиција. Според дефинициите во законот, со овој закон, комотно, дури инвестиции кои што се однесуваат на подигање на плантажи со марихуана, можат да добијат статус на стратешки инвестиции за Република Македонија. Овој закон, меѓу другото, предвидува и формирање на комисија за стратешки инвестициони проекти, кои, слушнете внимателно, ќе ја сочинуваат премиерот, неколку министри од економските ресори, како и генералниот секретар на владата, како постојани членови на ова тело, како и министри и градоначалници во зависност од областа и локацијата на веќе очигледно замислените инвестициони проекти на за нив омилени компании. Владата со овој закон си остава простор за потенцијални злоупотреби, криминал и корупција, давајќи им бенефиции и повластен статус на очигледно предходно одбрани компании. Спроведувањето на овој закон, за жал, нема да подлежи на никаква стручна, експертска или било каква друга надворешна контрола во Република Македонија. За нас е очигледно дека со овој закон Социјалдемократскиот сојуз сака да протне некои веќе дефинирани и познати за нив компании, кои што ќе добијат низа од бенефиции, добивајќи ваков повластен статус, а спротивно на европските регулативи. Она што е значајно да знаете, е дека во самиот закон се предвидува дека тој ќе стапи во сила веднаш со неговото донесување, што не е пракса за другите закони во собранието, заради тоа што со објавување во службен весник секогаш се остава простор од најмалку 8 дена за стапување на сила на законите. Втората сомнителна работа е тоа што со овој закон владата предложи, а собранието ја задолжи, во рок од 7 дена таа да ги подготви подзаконските акти. Што исто така е сулудо, знаејќи колку е бавна и неработлива оваа влада. Освен, ако сето тоа не е припремено по нарачка на одредени компании пред донесувањето на овој закон. Исто така, во овој закон предлагаат јавниот повик да се објави најдоцна до 31. јануари, што би рекле за помалку од 10 работни дена. А владата ќе има право, без никакви рокови, уште наредниот ден да им дава повластици на одредени компании и да ги прогласува како стратешки инвестиции. Овој закон за нас не е закон за привлекување на странски инвестиции,
заради тоа што историјата на работа на оваа влада во однос на привлекување на странските инвестиции е катастрофална. Јас само како пример ќе ви дадам бројки од тековната година за периодот јануари-септември, кои што се официјални и се во согласност со европската статистика. Во овој период Република Србија има инвестиции од 2,9 милиарди евра. Или по глава на жител, Србија има странски инвестиции за првите 9 месеци од годината во висина од 413 евра по нивен граѓанин. Албанија има 808 милиони, или по глава на жител 285 евра од нивен граѓанин. Република Македонија има 131 милион, или 63 евра по глава на жител. Што би рекло, ние во споредба со бројот на граѓани кои што ги имаме, од Србија сме послаби 8 пати, од Албанија сме послаби 5 пати во привлекување на странски инвестиции во оваа тековна година. Од тој аспект, сакаме да посочиме дека овој закон во следниот период ќе се злоупотребува од две причини. Првата причина веќе ви ја објаснив. Таа е доделување на стратешки статус на поодделни веќе одбрани компании. Зошто велам веќе одбрани компании? Заради тоа што знаејќи како работат сериозните компании, тие прават повеќе годишни планови и прават повеќе годишни стратегии. Нема сериозна компанија во Република Македонија и надвор од Република Македонија која може за 15 дена да подготви инвестициони документи во висина од над 30, 50 или 100 милиони евра и тие да ги поднесе до владата. Така компаниите не одлучуваат. Не одлучуваат за 10 дена за такви стратешки инвестиции. Освен ако некој од владата не им ветил ваков закон и овој закон всушност не е закон по нарачка за одредени компании. Што се руши целокупниот правен систем во делот на економската поставеност, еднаквоста на компаниите и на сите субјекти. И втората работа за која што ќе се злоупотребува овој закон е представување на крај на своето владење во период на техничка влада дека нешто СДСМ сработила во делот на инвестициите. Пак и имаме гломазни прослави за минимални проекти од изградба на 2 километри пат, како што видовме вчерашниот ден. Затоа сакаме да предупредиме до јавноста, до медиумите, до граѓаните, дека СДСМ дури и на одење се обидува на криминален начин да даде бенефиции на за нив веќе познати компании.